И покрај сите препораки, апели, предавања, советувања за намалување на насилството врз младите и на младите, сепак агресивното однесување и понатаму представува голем општествен проблем. Сведоци сме дека насилството е насекаде околу нас, секојдневните случаи и настани сведочат за тоа. Такви си и последните. Двајцата браќа во Дебар и 16 годишното момче кое беше мета на разбойници во строгиот центар на Скопје. И тоа во период од денот кога фреквенцијата и раздвиженоста низ градот е голема, покажува дека насилството се уште го имаме и не се безбедни младите во Македонија. Сега, меѓутоа, која е причината за таквото агресивно однесување и зошто мора баш на таков начин да се разрешуваат меѓучовечките расправи? Ова утро ќе поразговарам со Ангела Маневска, таа е психолог, а воедно е координатор на СОС линијата за деца и млади при првата детска амбасада Мегеш. Господја Маневска, добро утро. Добро утро. Знаеме дека насилството е присутно во било каква форма во Македонија. Меѓутоа, кои се причините за таквото насилство и како вие гледате на работите? Колку насилството представува проблем во нашето опкружување? Очигледно според дојавите кои што ги имаме во детската амбасада Мегеш и според сите вести кои што ги слушаме во медиумите и на кои сведок сме ние, очигледно станува за еден голем општествен проблем, како што и самите кажавте. Морам да напоменам дека насилник не се раѓа, туку насилник се станува. И многу често кога зборуваме, например, за врсничкото насилство, доколку детето е жртва на врсничко насилство, многу е лесно од таа позиција на жртва да премине во позиција на агресор. Децата се најранлива категорија. Тука се разбойниците и агресивните лица кои на било каков начин сакат да ги остварат своите цели. Меѓутоа, колку ваквиот проблем е сериозен и треба да се ангажираат сите фактори во општеството за да се надмине на таква состојба? Така, и самите кажавте дека децата се најранливата категорија, односно се битија за кои што ние треба да се грижиме. Тоа ги подразбира сите возрастни, сите граѓани, првенствено примарниот круг, тоа е семејството, а понатаму доколку се во училишна возраст треба да бидат и наставниците и стручните служби посветени на нив, со тоа што тие ќе се посветат и со тоа што брза детекција ќе направат доколку има проблем, веќе се превенира и се спречува проблемот. Она што би можела да нагласам дека исто така би можело да биде како еден вид на превентива е вклучување на мировното образование во училиштата, односно во редовните наставни содржини во основно и средно училиште, па дури и во предучилишната возраст, затоа што знаеме и дека таа возраст е многу критична за градење на никакви вредности и за тоа да се почне дури од најмали нозе да се учи на култура на мир. Така, за насочување на една личност уште од рана детска возраст, тука се сите фактори кои влијат врз неговото воспитување и социализација во општеството, па ме интересира колку семејството е тука фактор, училиштето, каде се тука групата врсници, ние како медиуми, колку тие фактори сите допринесуваат за ваквата поја. Така, како што кажав и претходно, многу е лесно од позиција на жртва да се дојде до позиција на агресор. Тука имаме веќе изменување на сликата за себе, пројавување на некое антиасоцијално однесување, па затоа е многу лесно тие жртви да отидат во една крајност, значи да станат агресори, тие да го продолжат тој модел на однесување, односно да продолжат да се однесуваат исто како и нивниот претходен агресор, или пак сосема да се повлечат и да им се намали самодовербата, па така имаме и случаи во близу до нас во Србија, каде што Србија веќе бележи 4 самоубиства како последица на врсничко насилство. Како да се делува за да се надмине оваа состојба? Превенцијата, веќе рековте дека е една од клучните и можеби најважна за една таква состојба, меѓутоа како можеме што можеме ние како фактори и учесници во општеството да сториме за да немаме такви случаи? Така, значи, со самото тоа што ние сме свесни за тој проблем, со самото тоа што молчиме првенствено, ние стануваме соучесници на тоа. Оно што апелирам до сите граѓани е доколку имаат сомнеш за било какво насилство, без разлика дали тоа станува за физичко насилство, психичко насилство, сексуално насилство врз дете, да го пријават во детската амбасада Мегеш или пак во надлежните институции. Пријавувањето и говорењето за тие проблеми во јавноста е еден вид на превенција. Другиот облик на превенција може да биде и навремено санкционирање и казнување на сторителите на било какво насилство, без разлика за која возраст и за кој пол станува. Бидејќи со казнување и санкционирање говориме исто така и во јавноста дека ние навистина го сметаме како општествен проблем и дека навистина не е во ред и тоа треба да се санкционира.
Меѓутоа жртвата многу малку сака да зборува на оваа тема, дури избегнува и многу тешко е да се открие дали некое дете било предмет на жртва на насилство, да е без разлика за каков тип се работи. Како можеме да препознаеме дека детето е мета на малтретирање, на разбойништво? Така, значи децата многу ретко говорат за насилството и за траумите кои што ги имаат. Тоа и токму таму и потекнува од траумите кои што ги имаат во тоа. Се плашат дека ќе бидат исмејувани, се плашат дека понатаму повторно ќе им се случи истото. Па така во 2016 година на СОС телефонот ние бележиме и неколку дојави каде што дете, пријател или другарче од школа на детето пријавува насилство кое што било врз него, односно врз другарчето, односно се застапува за него. Оно што можеме ние како фактори, како актери, како граѓани, родители, примарен круг и стручна служба, наставници и сите оние кои што се вклучени во детето е навремено да го детектираат проблемот кој што се јавува. За таа цел детската амбасада меѓутоа има издадено неколку водичи. Едниот се издадени претходната година во рамките на проектот Одговорно родителство. Едниот од нив се вика Зошто баш мене и тоа е водич за деца и за родители против телесно казнување, односно како децата и родителите можат да зборуваат за тоа, затоа што телесното казнување конкретно не секогаш може да дојде од родителите кон децата. Детската амбасада меѓутоа во 2016 година бележи и повици каде што имало насилство во образовните институции и насилство од возрастни врз деца кои што не се во најтесниот круг на семејството. Понатаму имаме друг водич кој што чиј наслов е тепањето и злоупотреба, а не казна. И ова е тој клучниот кој што сакав да го поразговарам кога прашавте како може да ние како фактори да ги заштитиме децата. Значи овој водич ги објаснува начините како воспитувачите, наставниците во училишните, односно во воспитно-образовните институции можат да го препознаат насилството, без разлика дали тоа станува за физичко или за психичко насилство. Децата поголемиот дел од своето време го поминуваат во градинките и во училиштата. Тоа значи дека освен во градинките, освен таа згрижувачка функција, односно таа образовна функција кој што имаат воспитувачите и негователките, исто така имаат и функција да препознаат, да видат како вистински се чувствува детето, како изгледа, како се однесува, дали има некакви промени од претходно, па врз основа на тоа, врз основа на некои индикатори да препознаат дали навистина имало насилство или не. И тие како такви се одговорни тоа да го пријават. Така, знаеме дека училиштето и градинките се фактори за социализација на децата, меѓутоа клучен фактор е и семејството. Конкретно за случајот кога двајцата браќа во Дебар својата меѓусебна расправија ја разрешија со употреба дури и на нож. Во таков случај тука многу битен фактор е и семејството. Што во таква ситуација кога имаме едно недоразбирање кое потекнува во кругот на самото семејство? Така. Семејството е примарниот круг, значи тоа не значи дека детето не делува надвор од тој круг. Децата, особено на училишна возраст, освен што делуваат во тој круг на семејство, делуваат и во круг на врсници, делуваат во некаков образовен систем и во различни групи во кои што тие членуваат. Многу е лесно вината да ја префрлиме на примарниот круг или на било каков круг, меѓутоа тоа е комбинација од сите тие фактори, од сите тие кругови и системи каде што децата членуваат, условно кажано. Советувале на родителите кои се соочуваат со таков проблем каде што постои недоразбирање помеѓу децата, како да го разрешат конфликтот? Како што кажав, пред се треба да има некаква превенција, односно самата динамика во семејството треба да биде една здрава динамика каде што ќе се разговара за проблемите, каде што ќе може на мирен начин да се решаваат тие проблеми, каде што децата ќе се чувствуваат сигурно, знаејќи дека доколку нешто се случува, тие може да го искомуницираат тоа со родителите. Една од превентивите би можело да биде да се внесе ненаставна трансформација или ненаставно разрешување на конфликти во училиштата, каде што и родителите би можеле да присуствуваат на тоа, затоа што сведоци сме на многу случаи каде што родителите во форма на дисциплина насилно се однесуваат кон своите деца. Првата детска амбасада Мегеше 23 години веќе е присутна и за сите овие години има регистрирано над 20.000 повици. Секоја година се прават истражувања, анализи. Ова баш во текот на вчерашниот ден веќе излеговте со податоци за 2016 година. Какви се впечатоците? Дали насилството се зголемува, намалува, во која насока се движи, за која категорија на деца имаме најмногу кои се жртви на насилство?
Така, 23 години бележи СОС телефонот, а детската амбасада Мегеш оваа година бележи 25 години. Меѓутоа, во рамките на СОС телефонот можеме да заклучиме според нодите и според извештаите кои што ги подкупуваме секоја година дека во континуитет насилството, конкретно семејното насилство врз децата е во, за жал, топ 3 проблеми за кои што се пријавува. За 2016 бележиме 21 дојава, односно потенцијални жртви 21 дете на семејно насилство, 6 потенцијални жртви деца на насилство во рамките на воспитно-образовните институции. Тоа не станува збор само за насилства од страна на наставник или стручна служба, тука говориме и за врсничко насилство во рамките на образовните институции и исто така бележиме 4 деца потенцијални жртви како жртви од насилство од некој друг возрастен, односно некој кој што не има во потесниот круг на семејството. Кажете ми сега имаме 111 пријави за оваа година кои се деца жртви на насилство. За како вид на насилство станува збор и која е понатамошната препорака? Сигурно вие како координатор на СОС линијата им давате насока, гледате да им помогнете, да ги утешите во тој момент. Меѓутоа, како може да им се помогне ваквите насилства да не се повторуваат? Така, доколку некој проблем не може да се реши во микросистемот, односно да речеме во системот семејство или во системот училиште или систем врсници надвор, тогаш мора да се решава во рамките на некој поголем систем. Кај нас поголем систем е државата и институциите. Па затоа кога зборуваме за тие 111 деца, односно кои што биле потенцијални жртви за 2016 година, а зборувам само за дојави кои што ги имаме во детската амбасада Мегеши, нашите препораки, нашите мислења и мерки кои што мислиме дека треба да се преземат, секогаш се однесуваат на тој поголем систем, односно на институциите и на државата, затоа што, како што напоменав, доколку некој проблем не може да се реши во микросистемот, потребно е да се интервенира од страна на некаков поголем систем. Конкретно имаме институции кои што се надлежни за различни проблеми, кога зборуваме за проблемите кои што се водат при бракоразводни постапки, кои што се најголем број на проблеми за ова година, има надлежни институции кои што можат да интервенираат во тој поглед. Кога зборуваме за семејно насилство, исто така имаме други институции кои што може да интервенираат, доколку се работи во училиштето, имаме стручната служба и некои повисоки органи кои што би можеле да интервенираат. Па така, она што ние го правиме, ние се застапуваме за децата, се застапуваме за семејството кои што го пријавуваат тој проблем, понатаму бесплатната правна служба реагира по службена должност и ги дојавува, односно праќа дописи до надлежните институции, од каде што секогаш добиваме повратен одговор и понатаму го мониторираме случајот, односно гледаме како можеме да соработуваме ние како невладина организација и државните институции, како можеме да соработуваме со цел најдобар интерес на детето. Ви благодарам за овој разговор, ви посакувам успешна работа, а би сакала да упатам еден апел до сите граѓани кои се можеби потенцијални жртви на насилство, да го пријават, да не молчат, бидејќи така ќе помогнат на самите себе си, но и на другите, а тоа можат секако да го сторат на СОС линијата за деца и млади, тоа е 0800 1 22 22. Александар, доколку имаш прашања, повели. Имам само една дилема, Весна, и би сакал да го искористам присуството на Маневска. Ги споменавте 20.000 повици на СОС детската линија. Јас и моите гледачи во првиот дел имавме на мала дилема, па може би е добро да го искористиме искуството на детската амбасада. Кога зборуваме за насилството кај малолетниците, лоцираме одговорност кај родителите, под број 1, број 2 образованието, односно училиштата, број 3 медиумите со емитување на разно насилни телевизиски серии, содржини, 4 интернет просторот и така натаму. Што велат, Весна, нивните искуства? Можат ли да лоцираат според нивните јавувања на СОС детската линија каде лежи најголемата одговорност за ваквите појави кај малолетниците? Дома, во семејството, кој затајува? Семејството, образованието, општеството, медиумите?
Имаме прашање од студија, значи кога станува збор за малолетничкото насилство, тогаш каде треба да се бари одговорноста. Знаеме дека клучни фактори се семејството, училиштето, тука се и медиумите со нивните содржини кои и како влијаат врз развојот на личноста. Тука се и групата врсници, меѓутоа со сите овие 20.000 јавувања кои што се регистрирани за сите овие години постоење, каде може да се бара одговорноста за проблемот? Ако зборите конкретно за меѓуврсничко насилство, најчесто, па можам да кажем во скоро сите случаи, меѓуврсничкото насилство се случува во рамките на училиштата, што значи дека децата тогаш се на училишна возраст и, како што кажав, најпрво треба да се бара одговорноста во оние кои што се најблизу до детето тогаш, односно до групата деца кои што го малтретираат и го маловажуваат детето, затоа што најчесто станува збор за поголема група, малку посупериорна од детето кое што е нападнато, па затоа треба да се бара одговорноста најпрво во оние кои што се најблиску до детето, тоа се стручната служба во школото и наставниците. Па потоа доколку кога станува збор за институција, тогаш можем да се повикаме на центрите за социјална работа и на Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, кога станува збор за насилникот, тогаш кои се клучни фактори за едно лице, едно дете, еден млад тинеџер да стане насилник? Па веќе и напоменав кои се може би тоа е некаков модел на однесување. Може би тоа е некаков модел на однесување кој што е прифатен од страна на некој кој што е повозрастен со него. Најчесто тоа се родителите. Доколку детето гледа дека двајцата родители меѓусебно или во рамките на семејството ги решаваат проблемите на насилен начин и дека постојано има некаков вид на насилна комуникација, нормално и дека таа агресија ќе се премести на друго место, каде што детето повеќе нема да се чувства инфериорно, туку ќе се почувства супериорно, па затоа и таа моќ, таа агресија ќе ја префрли на друго место, најчесто во училиштето врз своите врсници. Ви благодарам уште еднаш. Александар, ако има уште некоја прашање, повели, тука сме да одговориме.